што знаете, јавно соопштив дека конструираниот, монтираниот и веќе доведен до ниво на абсурдност случај Пуч. Објавив дека ќе се појавам на судско рочиште штом потпадне под надлежност на специјалното јавно обвинителство. Пред 10 дена специјалното јавно обвинителство не информира дека предметот Пуч е под негова надлежност. Денеска на ова судење се појавивме заради тоа што стоиме до зборот. Но она што е важно, специјалното јавно обвинителство како независна институција вроди надеж за сите граѓани на оваа Македонија дека се враќа процесот на вистината, на правдата. Јас верувам дека постојат огромен број на честни професионалци во правосудниот систем на Република Македонија, кои што ќе ја враќат правдата, вистината, слободата, демократијата за сите граѓани на нашата земја. Јас сум убеден дека токму тие професионалци ќе бидат исправени пред историскиот момент пред кој што е исправена нашата земја. Македонија е тргната кон промени. Незапирлив е процесот на враќање на правдата, слободата, демократијата, вистината. Незапирлив е процесот на промени кои што ќе се случат во нашата за Македонија. Македонија очекува промени и промените ќе се случат. Господине Заев, зошто се чувствате толку сигурен сега кога Пуч е раците на специјалното обвинителство се случувате? Заради тоа што јас го знам веќе после 11 месеци го знае цела Македонија. Странски служби за шпионажа. Насилство врз премиерот е остварено. Остварено е. Предвремени избори се постигната е и техничка влада. Тоа беа индикациите за насилство врз представници на високи државни институции. Абсурден е целиот систем. Бараме правда. Не барам предметот да падне. Не барам предметот да се повлече. Барам да се отвори до крај. Да се испишат учебници во Македонија. Како не требало да се носи правдата во државата. Но најважно од се да се испрати пораката дека правда е достижна во Македонија. Не само за Заев, за сите граѓани пред се и над се. Да може да се надеват и да очекуваат правда. Правичен човек да добие правда. Тоа е најважно. Господине Заев, рочиште и за подкуп. Тука нешто има коментар околу тоа. Рочиштето за подкуп е закажано на 25 јаnuari. Дали ќе присуствувате на тоа судење? Јас имам покана за 25 јануари, ја имам преземено таа покана, ја имам прифатено, истовремено до обелодена имам поднесено кривична пријава против јавниот обвинител кој што го води случајот, Владо Милошевски. Судијата во предистражна постапка ве молам и ве упатувам да се упатите за сите дејствија на поднесувањето на кривичната пријава, доставено материјали, потенцирам, од неовластено следење на комуникациите на Зоран Заев, за да може да биде превземено од специјалното јавно обвинителство. Натаму не коментирам. На 25 јануари јас ќе бидам овде. Од специјалното обвинителство велат дека имаат услови да ги пресува снимките, кога ќе ги предадете? Штом ќе бидат исполнети условите за предавање на снимките, ние тоа ќе ги направиме. Јас сум совесен, согласно закон, носител на вакви информации кои што задират во приватната и интимна природа на огромен број на граѓани на Република Македонија. Штом ќе бидат обезбедени условите за чување на материјали, комплетно со се, како совесен имател, во тој исти момент материјалите ќе бидат предадени. Премиерот вчера рече дека може 24 часа да се сите услови што и самото специјално обвинителство вела дека штом ќе ги предадите, тие ќе бидат на сигурност. Само јас знам што треба за чување на тие материјали кои што 11 месеци сум ги чувал комплетно заради доверливоста на приватната природа на огромен број граѓани. Штом имаме доволно информации дека се обезбедени условите, тогаш ќе ги предадеме. Рече дека имате некој судење за клевета сега. Тоа е за клевета против господинот Сашо Луковски, кој што јас тужам заради тоа што беше претерано злоупотребено како претседател на политички огранок на власт. Уште еднаш да ги потврдам нашите ставови. Социјалдемократскиот сојуз очекува од Министерството за внатрешни работи, обвинителството и судот да истера страгата до крај. Не би сакал да отварам дилеми, но само ќе кажам. Преку владините медиуми власта се обидува да ги извитопери сите факти, потенцирајќи и споменувајќи дека
Во еден момент укажува дека овие фиктивни лични карти не се употребени за избори, за да денеска ја обвинуваат опозицијата за оваа работа и истовремено треба да се разграничи што е тоа фиктивни лични карти предадени на крајни корисници, што е тоа фиктивни лични карти предадени преку Фокус и пријавени во Министерството за внатрешни работи заради отварање на истрага. Се отвара дилемата зошто требало последна и пол година, од тогаш се завршени последните избори, да се отвори истрага за потенцијално фиктивни лични карти. Оставам да се занимават со целосна истрага Министерството за внатрешни работи, обвинителството и судството, за да на крајот се даде одговор на прашањата кој, зошто, со каква намера и за која потреба фалсификувал лични карти.